За оваа седница на Комисијата за политички систем се законите, односно предлог на измените на Законот за судски совет, вториот пакет, и првите измени во Законот за судовите. Тие вие што ги спомнавте, кривична постапка, јавно обвинителство и Закон за судови, каде што има само промена на еден член, тие се од пакетот за надворешниот механизам за тортурата на полициските и затворските службеници врз притворениците, мислам, да. Тој е друг пакет. Тој не беше предмет на усогласување со опозицијата, бидејќи е многу одамна веќе влезен во парламентот во процедура. Тамо се измените во делот на Министерство за правда, повеќе усогласување со Министерството за внатрешни работи, за нивни потреби, и тука се многу мали измените. Кај јавното обвинителство, кај Законот за јавно обвинителство, измената е во оделението од тројца обвинители од оделението за организиран криминал кои ќе работат на овие случаи. Во Закон за судови само еден член измена, дека основниот суд еден ќе биде надлежен, и во Законот за кривична постапка околу мерките многу кратко, многу прецизни измени, тие не беа предмет и веќе се во парламентарна процедура, ако не се лажам, на седница останати. Се надевам, да. Тоа требаше минатата недела, се одложи заради внатре-партиско нивно усогласување. Вака сега да не ве забуни што има повеќе амандмани кои се прифатени. Значи, главно беше кај Законот за судовите околу дисциплинската одговорност на судиите. Тоа е, значи, предлогот од Министерството за правда, кој беше усвоен на влада, претрпе измени, ако видовте, мислам, во 3 дела, не се многу долги, и тие се усогласени со опозицијата. Во Законот за судски совет, најголемата измена е во делот со тоа што Министерството за правда сметаше дека покрај министерот за правда, кој нема право на глас во советот, дека не треба да има и председател на Врховниот суд. Тука не успеавме да се усогласиме со опозицијата и го вративме правото на глас на председател на Врховниот суд, со тоа што во третиот големиот пакет на измени за судски совет, кој ќе следи јуни-јули, каде што ќе се утврдува мандатот на членовите, дали ќе бидат професионални, полупрофесионални или непрофесионални, повторно ќе се размислува околу правото на глас на председателот на Врховниот суд. Овие закони ќе одат на Венецијанска комисија, ќе видиме што ќе се случи со мислењето на Венецијанска комисија во јуни 2018 година, и повторно ќе бидат предмет на разгледување доколку добиеме забелешки од Венецијанската комисија. Што значи силата на овие закони? Порашна се согласија Европа Гибара, тие се дел од 369+ планот, се дел од стратегијата, дел од усогласувањето со забелешките на Прибе, но најповеќе со Венецијанската комисија и нивните забелешки од 2015 година. Да, Европа ги бара овие закони, го бара и тој третиот сет, големиот, меѓутоа сепак бара од нас малку подлабока анализа во тој дел, бидејќи ќе се смени целиот концепт на работата на судскиот совет, доколку се воведе непрофесионален судски совет. Што би значило судиите, 8 члена кои се избрани од судиите, да работат, да судат, а повремено да одат само на седници на судскиот совет, и 5 члена избрани од собранието да си ја работат својата работа, меѓу нив не може да има судии, значи активни судии, и исто така да доаѓаат само на седниците на советот. Сетот на закони за јавно обвинителство и за советот на јавни обвинители со странски експерт во нацрт форма ќе се работи оваа недела. Како нацрт на закон зборува. Потоа работните групи при Министерството за правда, а јас се надевам дека ќе се вклучи опозицијата во тие работни групи, ќе изработат драфт и предлог верзија на овие два закони. Сега вториот дел од вашето прашање. Тоа, ако се одлучиме и договориме да биде двотретинско бирањето, тоа ќе влезе во законот. Реформите во судството ќе траат. Значи не е само до законите.
законите не беа лоши и претходно. Ова се само до усовршување на законите, тие можеби не можат да ги сменат судиите, ама се надеваме дека судиите сами ќе сватат дека треба да се сменат и дека треба да судат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека ќе донесат до поголема верба во правосудството.